Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Губитникот Христијан Мицкоски продолжува да работи на штета на јавното здравје и граѓаните. Додека сите институции во нашата земја водат безпоштена борба против коронавирусот, заедно со докторите и медицинскиот персонал, Мицкоски и ВМРО ДПМН се обидуваат да го подкопаат здравствениот систем. Свесни дека Министерството за здравство добро ја менаџира кризата, наместо да помогнат, Мицкоски и ВМРО ДПМН прават се за да одмагаат. За нив воопшто не е важно здравјето на граѓаните. Од почетокот на кризата па до денес, Мицкоски и ВМРО ДПМН се на погрешната страна. Против јавното здравје, против институциите кои се борат со вирусот, против докторите и медицинските сестри. Кадрот на Мицкоски во техничката влада го кочеше заемот од Светска банка, со чии средства требаше да се опремат ковид болници. Да не беа таквите блокади, сега во државата веќе ќе имаше опремени нови 16 ковид болници, уште поподготвени за есенскиот бран на коронавирусот. Додека сите се посветени во борба против пандемијата, ВМРО ДПМН преку нивниот Вело Марковски секојдневно шират лажни вести и ставови кои внесуваат заблуда помеѓу граѓаните на директна штета на борбата со вирусот. Марковски од ВМРО ДПМН велеше дека вирусот ќе исчезне за 1 месец, дека вирусот нема да се појави на есен. Јавно изјавуваше дека не треба да се носат заштитни маски, па дури да каже дека коронавирусот и не е опасен. До пред неколку денови ВМРО ДПМН во собранието го кочеше и Законот за заштита на населението од заразни болести, условувајќи го со формирање на некаква паралелна комисија за заразни болести. Граѓаните се сведоци не на опасна партиска неодговорност и несериозност од страна на очајниот Мицкоски и ВМРО ДПМН. Тоа е Мицкоски, неодговорен, незрел и нечестен политичар, опасен по здравјето на граѓаните. Мицкоски треба да престане да им штети на граѓаните. Не треба да го загрозува здравјето на своите граѓани, само за да ја зачува партиската фотелја во Белиот дворец. Затоа Мицкоски е во опозиција. Граѓаните ги казнија овие негови штетни делувања. Затоа Мицкоски уште долго ќе остане во опозиција. Благодарам.